Владата ги утврди текстовите на предлог законите за управување со отпадот на Законот за проширена одговорност на производителот во управување со посебни текови на отпад, на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, на предлог Законот за управување со дополнителни текови на отпад во системот за проширена одговорност на производителите, како и на предлог Законот за управување со пакување и отпад од пакување. Суштинските придобивки од законските решенија што се донесуваат се зајакнување на обврските за производителите и колективните постапувачи, како и општините за да се обезбеди потребното селектирање на отпадот, воведување хиерархија во постапувањето со отпадот, утврдување на статус на секундарните суровини и укинување на статусот на отпад на производите кои можат да се реискористат, рециклираат и преработат за да не завршуваат на депониите. Потоа воведување финансиска одговорност за производителите на пакување, батерии и акумулатори, електричен и електронски отпад, како и сосема нови текови на отпад со искористени возила, отпадни масла, отпадни гуми и текстил. Предвидена е забрана за пластични кеси, еколошки дизајн на пакувањата и можности за кауција и стимулација на повратна амбалажа. Од овие законски решенија кои ќе бидат доставени на усвојување во собранието, одговорноста за целиот циклус на отпадот од производството до рециклажата е на производителот, а граѓаните ќе бидат задолжени да вршат селекција на отпадот, додека општините заедно со колективните постапувачи ќе имаат јасни обврски да им ги овозможат сите неопходни услови за селекција на отпадот на сите граѓани.